Детонит Плачковеца пред голема историска можност за прав пат во својата клубска историја да настапува во првата македонска фудбалска лига, за прав пат на градскиот стадион во Радовиш да се гледа праволигашки фудбал. Резултатите кои ги направи Детонит Плачковеца во овие две сезони ја вратија публиката на стадион. Радовиш одново живее за фудбалот како што живееше во минатото. Одново се подигна еуфоријата низ градот. Секој зборува за фудбалот. Одвој се чека над праварите на домашен терен, а и со право, Детонит Плачковица никој не можеше да го победи во Радовиш. Младиот штипски стратег Иван Вардиновски го води Детонит Плачковица во портите на првата македонска фудбалска лига. 35 годишниот тренер во Радовиш пристигна пред околу година и пол, кога го превзема Детонит Плачковици во ланската сезона, заврши на високото пето место на табелата, што беше најголем успех во историјата на клубот. Бев контактиран од управата, од раководството на Детонит Плачковица, заедно со председателот. Без размислување тогаш ја прифатив оваа понуда, што се покажа како повеќе од успешна за мене и за овој клуб. Многу лесно се договоривме околу тоа како треба да изгледа целиот овој проект, да кажам. Го наследив клубот на пето место тогаш, така и завршивме таа сезона. Со оглед на тоа каква беше конкуренцијата, тогаш влегоа гостева Риволска директно, Вардар влезе преку бараж, Перистер заврши на тоа четврто место. Сметам дека пето место за таа сезона беше повеќе од успех. Варадиновски како тренер дефинитивно има својата најдобра сезона. Како кормилар на Радовишани, тој во овој период од година и пол има само еден домашен пораз, ланската сезона од Беса. Но Варадиновски направи статистики за почет и статистики кои тешко кој во иднина ќе успее да ги сруши во втората лига, особено пак не во Радовиш. Околу статистиките на Варадиновски како тренер на Детонит Плачковица на домашен терен во сезона и пол има само еден загубен надпревар на домашен терен, а оваа сезона ја има низата од 11 надпревари во кој неговиот тим триумфираше без примен гол. Оваа сезона Детонит Плачковица нема загубена надпревар на домашен терен, а прими само еден гол. Од статистиките кои ги издвоивме и моментот дека од 30 надпревари тимот на Варадиновски има 20 надпревари чиста мрежа. Четата на Варадиновски ги сруши големите фаворити во Радовиш. Минатата сезона бодови во Радовиш губеа Вардар, Воска Спорт, Гостивар Пелистер. Оваа сезона шампионот во втората лига, екипата на Беса беше поразена. Пелистер загуби во Радовиш. Башкиме доби седмица на лото. Осокови и Новоци беа декласирани. Загуби Скопје, Беласица. Јас кажав и претходно на почеток на сезона, по интервју исто за вашата телевизија, дека конкретно нема да говориме околу амбициите, туку ќе оставиме работите да течат сами по себе и ќе одиме надпревар по надпревар. И се случи тоа што се случи. Пак ќе повторам, успеавме да дојдеме до тај бараж, ќе го играме тој историски бараж и сметам дека целото ова, овие години и пол дена како сум тренер на Детонит Плачковица е еден успешен проект и за мене како тренер и за Детонит Плачковица како клуб. И се покажува дека овој клуб од година во година расте и се надевам дека така ќе биде и во наредните сезони. Во стручниот штаб прв асистент на Варадиновски е поранешниот фудбалер Драги Коцев, а пак тренер на голмани е поранешниот голман Драган Иванов. Овој тим направи историја во Радовиш, која многу тешко би се повторила во иднина. Пред Детонит Плачковица сега е голем предизвик, особено третото место и баражот за прва лига, историски најголем резултат за фудбалот во Радовиш. Во баражот соочувањето ќе биде против најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар, надпревар кој ќе се одигра на стадионот Благој Стато во Струмица. Варадиновски испише историја, а пишувањето на историја го стави на радарот на неколку македонски екипи кои имаат високи амбиции. Па така, на адресата на Варадиновски веќе пристигна понуди за негов ангажман, што ќе биде навистина тешко Детонит Плачковица да го задржи на тренерското столче за следната сезона, особено во случај кога Радовишани преку Вардар не обезбедат учество во првата лига. Како Варадиновски гледа на баражот против Вардар? Најпрво благодарам за честитките. Овде јас би упатил благодарност и честитки до играчите, нормално до раководството начело со председателот Јовица Трајчев, до публиката која што сметам дека безрезервно ни даваше поддршка на секој домашен надпревар и на оние гостински на кои што беа присутни. Со самото тоа што ние се наоѓаме во бараж како клуб, како град, јас кажав и во претходната изјава, ние испишавме историја. Сметам дека направивме голем подвиг со самото тоа и се надевам дека од овде натаму овој клуб ќе оди во нагорна насока со секоја наредна. Повторам,
со самото тоа што се наоѓаме на тоа трето место и ќе го одиграме тој бараш, ние веќе испишавме историја и на еден начин да и се оддадат почит и честитки на играчите за се оно што го направија во текот на оваа сезона. Па јас би ја препуштил фаворитската улога на екипата на Вардар, а сметам дека исто така нормално дека тоа е преднос, дека екипите од прва лига имаат право на странци. Ќе бидам искрен и морам да кажам дека квалитетот е на страната на Вардар, со самото тоа што тие се наоѓаат во прва лига. Сметам дека и нивото, и квалитетот, и ритамот е на едно повисоко ниво, но ние како екипа одлично изгледавме во текот на целата сезона. Нормално е да има подеми и падови, но сметам дека оваа екипа има повеќе подеми отколку падови и мислам дека имаме што да кажеме и во тој бараш надпревар. Баржот се игра во недела со почеток од 17 часот на стадионот Благој Статов во Струмица.